Radio Ravel 96 FM. Ravel 96 Radio Ravel 96 FM. Mezanin. Međuprostor na Radio Ravel. Muzička emisija Mezanin. Devedeset i šest FM. Mezanin. Jedan, dva, tri. Mezanin. There's a hole in my soul like a cavity. It seems like the world is held together just by gravity. The wheel keeps turning, the sky's rearranging. Look, my son, the weather is changing. I'd like to feel that you could be free. Look up at the blue sky beneath the tree. Sometime again, you turn green and the sea turns red. My son, I said, the power of accents over my head. The wheel keeps on turning on a simple line, day by day. Earth spins on its axis. One man struggles while another relaxes. We sang about the sun and danced among the trees, and we listened to the whisper of the city on the breeze. Will you cry the most in a lead-free zone? Down within the shadows where the factories drone. On the surface of the wheel, they build another town, and so the green come tumbling down. Yes, close your eyes and hold me tight, and I'll show you sunset sometime again. The wheel keeps on turning on a simple line, day by day. Earth spins on its axis. One man struggles while another relaxes. The child's silent cry, my hope hides in the skies, while satellites and cameras watch from the skies. An acid drop of rain, recycling from the sea, it washed away my shadow, burnt a hole
Добро вечер и добре дојдовте на фреквенцијата на Радио Равел. Започнавме вечерва со една фантастична тема, Hymn of the Big Wheel, се работи за еден од сингловите на Massive Attack, бендот кој на 11 јуни доаѓа во нашиот град. Добро вечер и добре дојдовте во 153-тото издание на меѓупросторот на Радио Равел, насловен Мезанин. 153-то издание во кое нема да ги имаме вообичаените рубрики Мезанин вести и Мезанин подкултура. Вечерва претежно ќе слушаме музика од бивши југословенските простори, бидејќи утре е, како беше, денот на младоста, 25 мај, 2006 е, меѓутоа не беше толку одамна времето кога сепак сите ни уживавме во една силна југословенска музичка сцена, која веројатно остави толку голема трага која ја чувствуваме и ден денес. Меѓутоа вечерашното издание на Мезанин символично го започнавме со Massive Attack, односно онаму каде што застанавме минатиот пат, доколку ја слушавте претходната емисија. Направивме еден преглед на сето она што летово ќе може на концертен план да се следи на кај нас, нели, пред се во Македонија, меѓутоа и на бивши југословенските простори кои сепак се толку блиски до нас, што само треба да посакате да заминете на некој концерт на вашиот омилен бенд и едноставно да го направите тоа и да уживете во тие 2-3 часа музика. Значи вечерва Massive Attack во 153-тото издание на Мезанин ќе ги чуеме со уште една тема како фино загревање на атмосферата за нивниот настап на Скопскиот сајам Хал 1 на 11 јуни. Намерно одиме со теми кои не се толку често вртени од Massive Attack, инаку се работи за компилацијата насловена Singles 90-98, мала компилација на англиски и македонски јазик, значи сите синглови што Massive Attack ги издадоа на нивните 3 први албуми. Hymn of the Big Wheel го слушнавме фантастичниот глас на Хора Синди, кој ќе дојде во нашиот град, овој пат засилен со Елизабет Фрейзер, еден фантастичен женски глас од Cocteau Twins, а во продолжение одиме со уште една тема од Massive Attack и со така не толку многу експлоатираната Home of the Veil. Ова се Massive Attack на почетокот на 153-тото издание на Мезанин. Мезанин.
Прекрасна тема Home of the Whale како загревање за вечерашното издание на Мезанина, исто така и за настапот на Massive Attack на 11 јуни во нашиот град. Пред да преминеме на она што значеше на времето 25 мај и со кое вечерва дефинитивно музички ќе ја обоиме оваа емисија. Одиме со најава на уште еден концерт кој минатата емисија пропуштивме да го споменеме од едноставна причина што токму деновиве се појави оваа информација во медиумите. Ние конкретно ќе го прочитаме краткиот текст од македонската информативна агенција Макфакс кој пристигна на адресата на Мезанин и кој вели вака: Познатата американска уметница Лори Андерсон на 10 јули, значи запаметете 10 јули, Лори Андерсон ќе го отвори Белградскиот летен фестивал насловен Белев на денот на раѓањето на славниот научник Никола Тесла пред 150 години, инаку голема инспирација за оваа њујоршка музичарка и изведувачка на перформанси. Настапот на Андерсон ќе биде во рамките на незината 10-дневна ексклузивна турнеја, во која ќе посети само 10 градови во светот, меѓу кои ќе биде, за жал не Скопје, меѓутоа Белград е прилично близко за да се отиде таму и да се гледа Лори Андерсон. Со оглед на тоа што незиниот менаџер најави тивок концерт, можно е да настапи или во домот на синдикати или на стадионот Ташмајдан. Андерсон беше инспирирана од Никола Тесла за песната Like a Dream, а се појавува и во филмот Престиж на Кристофер Нолан, заснуван на романот на Кристофер Прист од 1996 година, каде улогата на славниот научник ја игра Дейвид Боуи. Лори Андерсон се занимава со перформанс, филм, музика, инсталации, пишување, фотографија и скулптура. Дефинитивно една од најкомплексните уметници на минатиот 20 век. Во последните 30 години Лори Андерсон создаде клучни дела на современата уметност, почнувајќи од говорни перформанси до мултимедијални случувања. Родена е во Чикаго 47-та година, студирала виолина, дипломирала на Бернард коледж во Њујорк, пошто ги започна студиите за скулптура на Колумбија универзитетот и нормално ги заврши. На уметничката сцена се појави во почетокот на 70-тите години и се издвои од младите уметници по експерименталниот пристап, изведувајќи некои од своите први перформанси на улиците на Њујорк и други неформални уметнички простори. Значи, тоа беше краткиот текст како најава за гостувањето на Лори Андерсон на Балканот, колку тоа фино звучи. Запаметете, 10 јули Лори Андерсон го отвара Белградскиот летен фестивал насловен Белев. Океј, ајде, одамна не сме ја слушнале Лори Андерсон во Мезанин. Одиме со две теми од прекрасниот Bright Red албум од 93-та, ќе ги чуеме насловната тема и World Without End, а потоа ќе чуеме и насловната тема исто така од прекрасниот Life on a String. Одиме со Лори Андерсон во 153-тиот Мезанин. Did She fall? or Was she pushed your shirt on my chair, your shirt on my chair? I'll be with you? I'll Be there. I'll never Leave you. Your shirt on my chair. Come, here, little girl, get into the car. It's A brand new Cadillac, bright red. Come, here, little girl. Hey, haven't I seen you somewhere before. Your despair, in my heart, bright red. your Words, in my ears.
With you, I'll be. there. I'll never Leave you. Wild beasts shall rest there, and owls shall answer one another there, and the hairy ones shall dance there, and sirens in the temples of pleasure. Your Shirt on my chair. I'll be with you, I'll be. there. I'll never Leave you. Your shirt on my chair. מזנין, מזנין, מזנין. I remember where I came from. There were burning buildings in a fiery Red Sea. I remember all my lovers. I remember how they held me. World without end. Remember me. East, the edge of the world. West, those who came before me. When my father died, we put him in the ground. When my father died, it was like a whole library burned down. World without end. Remember me. Summer night, the heart, the heat. Sit at my desk, fluorescent light, drawing a picture of a perfect moment. I saw it once on a grand avenue that stretched into the distance, and you and I, we were walking there, lost
pilgrims to Mecca, the climbers to the mountain top. But me, I'm looking for just a single moment, so I can slip through time. Life on the street, life on the street. Life on the street, 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 street. Life on the street. Бакни го звукот. Мезанин. Океј, направивме фин вовед во вечерашното 153-то издание на Мезанин и време е да го свртиме листот и да се посветиме на 25 мај, еден ден кој порано се нарекуваше Ден на младоста и кој им значеше на многувина во бившата ни СФРЈ. Инаку, токму утрешниот ден беше малечок повод или причина за вечерва да се подсетиме на една фантастична сцена која некаде кон крајот на 70-тите и почетокот на 80-тите некако во исто време се појави и во Белград и во Загреб, а потоа малку подосна и во нашиот град и во Скопје. И токму вечерва до 12 часот ќе се подсетиме токму на материјалите на овие фантастични бендови кои, можам слободно да кажам, не е ова само моја констатација, туку и констатација на многу музички новинари од тоа време, дека бившата ни СФР во текот на 80-тите години дефинитивно имаше една од најпотентните сцени во Европа, музички, нели, пред се. Инаку деновиве, не деновиве, туку последнава половина година или година е прилично актуелно некако да се навраќаме кон тој период, било од политичка, било од социолошка, било од културолошка гледна точка. Меѓутоа сето тоа се прави некако од некоја фина дистанца за разлика од претходните 5-10 години кога се уште можеше да се насети малку гнев, малку фрустрација од сето она што се случуваше во изминатиот период, но мислам дека тоа време веќе е зад нас и дека веќе конечно може малку со повеќе здрав разум и со здрава свест да се зборува за едни фини времиња кои сепак оставија трага на многумина на овие простори. Океј, доста зборување на овој начин, сепак Мезанин е музичка емисија, одиме со музика, нормално, кога веќе најавивме ваква тема за вечерва, дефинитивно време е да почнеме со еден албум кој ја започна сета таа музичка еуфорија во бившата Југославија. Погодувате се работи за Пакет аранжман, албум издаден некаде кон крајот на 80-та и почетокот на 81-та година за Југотон од Загреб. Интересно го споменувам Југотон, бидејќи се работи за белградски бендови кои на некој начин го одбележа новиот бран и ги поставија темелите на онаа музика што некаде до крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите на вистина жареше и палеше на овие простори. Значи се работи, веројатно знаете приказната, се работи за три бенда, за Шарло Акробата и Доли Електрични оргазам. Албум со вкупно 11 песни во кои сите учествуваат со по 2-3 теми. Ние за вечерва одбираме три од нив, ќе ги чуеме Електрични оргазам со мојата омилена Крокодили долазе, потоа Оморина над Европом и Виси Доли или Швуле Убер Европа и на крај нормално легендарната Нико као ја на Шарло Акробата. Ајмо. 96 FM. Мезанин.
aber Vogel singen das Lied ist ohne Freund. In der große Main, Herr Heinrich, das ist lächerlich. Du bist Kind, aber Frühling wecken, das Lied ist ohne Freude. Allein in Welt die Mädchen waren, du bist du, die Wagen waren auf dem schönen Glas, du bist Glas. Mein Herr Heinrich, du bist eine Zug. Du bist Kind, aber Vogel singen, das Lied ist ohne Freund. Sing, Kind, Junge, Mann, Jugend, Fräulein, liebe Leute, Freude, Damen, Lied, nicht dort, ohne Freund, ohne Heimat. Selig ist Kind und Junge ist Mann, die Jugend
Jugend ist Leben und Fräulein ist die Leute. Freude aus Damen ist das Lied. Ohne Freund du bist, ohne Heimat. Die Welt ist groß und ich bin so klein. Für Frühling wecken die Vogel singen. Die Mädchen jagen mich auf dem Glas. Ich hat mein Rad gegen der Höhe. Das ist lächerlich, das gerade rauchen. Selige, seh nicht bis morgen. Seligen, seh nicht bis morgen. Seligen, seh nicht bis morgen. Der Tor voran uns direkt in Getter. Das ist lächerlich, das gerade rauchen. Aber vergiss mich nicht. Seligen, seh nicht bis morgen. Ein Frühling, du bist allein in der Zug, der Ghetto, voran uns, direkt in Ghetto. Ein Mann ist seine Mutter und alle Menschen sind mich und voll sind Glas voll. Und Kaspar, du sind alle Mutter. Ich bin allein, ich bin so allein. Ein weißischer Mutter ist deine gleich. Und Pappen ist der seligste Welt. Ist Kamerad im Glas. Ist Alter, ist so Alter. Das Lied ist tot. Ich bin ohne Bruder, ich bin ohne Schwester, ohne Bruder, ohne Mutter, ohne Kameraden, ohne Heimat, ohne Glas, ohne Muster. Sag mir vor dem Blut, der Vaterrad, ohne Lust auf Welt, der Zufall, zu Welt, zu reinig, zu rein. Eden, dva, tri. Mezanin. Океј, се подсетивме на еден култен албум, пакет аранжман од 81-та година, на кој за прв пат на Носеш на звук се појавија Виси Доли, Електрични оргазам и Шарло Акробата. Дел од овие бендови обстана и подосна, дел од нив мутира во други бендови. Меѓутоа, се на се кога се зборува за овој период, почетокот на 80-тите години во бивша Југославија, некако паралелно со пакет аранжман, секогаш се надоврзува дебито на Идоли, Одбрана и Последни дани. Едно од ретките култни изданија на овие простори, бидејќи Идоли се појавија во една сосема нова и неочекувана варијанта на еден бенд кој имаше, да кажем, малку поразлични приказни. Па така, тие си поиграа и со некои религиски елементи, нивните теми исто така се навраќа и на историјата на балканските простори, се на се едно многу интелигентно издание,
koje многумина го сметаат за едно од најдобрите изданија во изминатиот век, барем што се однесува до бившо југословенската музика. Инаку кога сме веќе кај идоли, да напоменам, односно да кажам една интересна информација, дека само пред 7-8 дена идоли има настап во престолнината на Австрија, во Виена. Знаеме дека Влада Дивљан долго време живее во најскапиот град во Европа, тој ги викна своите стари пајташи и бидејќи има прилично многу луѓе во Виена од овие простори кои живеат таму, веројатно човекот решил повторно да им приушти сето она што идоли како звук го носеа во изминатите 20-25 години. Океј, ајде се подсетуваме и на одбрана и последни дани и ги слушаме прекрасните Русија едина и Хајде сањај ме сањај од овој култен албум на идоли од 82-та година. Мезанин. Senke se pritajile, svetlost usnula, naša tiha soba se tek probudila, naša tiha soba je zakrepelila. Sam ja čitao Ahmadeva, nekad bi se čudila mojim pesmama, nije mi dopuštala da se zavaram. Godina ništa nije donijela, kao da se zbunila ili se trudila. Nama nova godina ništa nije donijela, po nebu smo tražili svetlost vostoka.
Imala je snažnije ruke nego ja. Imala je snažnije ruke nego ja. Nije mi dozvolila da je savladam. Nije mi dopustila da je savladam. Devedeset FM Mezanin. Jedina malena, imam nešto da ti kažem ja. Jedina malena, hoću nešto da ti priznam dušo. Jedina malena, imam nešto da ti kažem ja. Samo što, ipak da, mali problem je u rečima. Za sve visine, što su nizine, prijatelj nežnija. Ostajem veran tvojoj taštini, nebo nek zvezdu da. Jedina malena, imam nešto da ti kažem ja. Samo što perfidna, mali problem je u rečima. Za sve visine, što su nizine, nek bude zavetna. Nebeska vojska, uzurnik zurni, nek prvi umoda. Eden, dva, tri. Mezanin. Hajde, sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me voliti, ostaće glas. Hajde, sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas. Hajde, sanjaj me, sanjaj, vidiš me kao da nisi tu. Reči koje ću naći u tvom su vremenu. Govori mi sve da noć je prošla i da vidjet će me ljudi, nečim te pokriva dugo, dugo. Noći su ovdje tihe i osjeća se ljubav. Noći su ovdje tople, hajde sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me voliti, ostaće glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas.
Хајде сањаме сање, одличен начин да се заврши еден култен албум. Ги слушнавме Идоли со 3 теми од нивното деби од 82-та година, Одбрана и Последни дани. Продолжуваме со два бенда кои на некој начин се создадоа после распаѓањето на Шарл Акровата. Инаку Шарл Акровата беше бенд кој имаше само еден албум зад себе, меѓутоа поради креативните разлики на членовите во бендот, потоа излегоа уште поквалитетните Дисциплина, Кичме и Екатерина Велика. Прво Катарина друга, нели, издадоа еден албум, па потоа го сменија името. Кој е човекот кој стои зад Дисциплина, Кичме и кој навистина знаеше да си поигра со фанкот како стил на музика, и со така и со стрипот како иконографија на неговиот бенд, која знаеше и супер хероите Бетмен, Мандрак и Фантом да ги внесе како дел во своите песни, навистина на живите настапи да создаде добра журка. Додека пак Катарина друга, а потоа и Катерина Велика, зад се имаше навистина креативни личности и пред се артисти кои знаеа символиката да ја внесат во текстот на највисоко ниво, и токму сето тоа создаваше една фина заднинска приказна зад овој бенд, па така многумина токму Екатерина Велика ја сметаа за еден од најголемите бендови на бившо југословенските простори. Последниот блок одиме со по две теми од Дисциплина, Кичме и од Екатерина Велика. Од Дисциплина ги слушаме супер хитовите Бетмен, Мандрак, Фантом и Планета досаде, а од Екатерина Велика малку по неексплоатираните теми Заборави овој град и Ходај. Bilo da odemo iz ove žabokrečine tamo gde se nešto događa. FM Мезанин. Музика свира, суде, радост, моје се убити далеко на
Please tell us why we are here. מזנין. Jednu vožnju, jedna kola, jedan grad, jedan list, jedne loke, jedan pokret preko senke, jednog skoka, lakog tela, žene mojih ruku, jedan pucanj, prasak stakla, pad u jednom letu. Freeze, frame! Freeze, frame! Zaboravi ovaj grad, zaboravi ovaj grad, zaboravi ovaj grad, poleti, leti. Zaboravi ovaj grad, zaboravi ovaj grad, zaboravi ovaj grad, poleti, leti. Jedan dodir, jedne ruke, druge žene koju znam, njeno lice topih senki, naše vreme tog života, ovog sata, ovog trena. Vidim, znam, uvek isti, uvek ja, čovjek stalnih navika. Ne želim da zaboravim ovaj grad, zaboravim ovaj grad, zaboravim ovaj grad. Ne želim zaboravi ovaj grad, zaboravi ovaj grad, zaboravi ovaj grad. Ne želim ovaj grad, ovaj grad, ovaj Jedan, dva, tri. Mezanin. Hodaj. Wow.
glatkih nogu do pojasa. Hodaj, I ritmom uzdaja polusuprolaznika. hodaj, hodaj. Biranim ulicama, u grbavim oblacima, još krupnim koracima. Na zvonkim jezicima. Слушнавме една фантастична тема од првиот албум на Екатерина Велика, кога се уште, односно кога започнаа да се нарекуваат Катарина Друга, пред да го променат нивното име. Слушнавме Ходај, а предходно чувме уште една тема од ДКВ, а и од две теми од дисциплина Кичме. Сега ќе направиме мала дигресија, значи нема да одиме хронолошки, туку ќе се навратиме на албумот на Милан Младеновиќ, кој всушност беше последен во неговата кариера. Имено во 93-та година Милан замина на еден фин долг летен одмор во Бразил, каде што го пречека неговиот пријател Митар Суботич, или човекот што сите го познаваат како Суба и човекот кој навистина прави квалитетни браз електро албуми. Инаку Митар Суботич е човек кој исто така во бивша Југославија активно учествуваше на музичката сцена со еден прилично авангарден бенд од Нови Сад, наречен Рекс Илузиви, пред да замине во Бразил. Инаку Милан и Митар во Бразил собра екипа на бразилски музичари, навистина фантастични музичари, направија еден албум со 11 теми кој дефинитивно е вонвременски и во било кое време во иднина се уште ќе функционира како актуелен и пред се прекрасен музички албум. Инаку да кажам дека на овој албум гостуваат и Жоао Парахиба, потоа Фабио Голфети, Тасијана Барош, Мариса Орт и Мадалена, последните две како вокали. Митар Суботич нормално стои зад клавиатурите и е продуцент на овој проект, додека пак Милан Младеновиќ на овој албум го позајмува својот вокал, потоа свири и на гитара, на труба и на хармоника. Одиме со три сладки и кратки теми од овој проект насловен Angels Breed, ги слушаме 40 Seconds of Love, потоа Аплаузи и Чаура. Значи одиме со три теми од последниот проект на Милан Младеновиќ пред да замине од лицето на земјата. Деведесет и шест FM Мезанин. Aplausi, 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 aplausi.
1, 2, 3. Mezanin. Слушнавме три теми од вонвременскиот проект на Митар Суботич и Милан Младеновиќ, Angels Breed. Океј, вечерва повод за 153-тото издание на Мезанин и утрешниот ден 25 мај, денот на младоста, кој негогаш на вистина
на овие простори беше многу значаен датум кога се случува слето и штафетата пристигнуваше во Белград, Тито се љубеше со омладинките на бившата ни СФР. Меѓутоа, нели Мезанин вечерва го третира оној музички момент што беше актуелен во текот на 80-тите години. Во првиот дел од емисијата пред се осврнуваме на белградската музичка сцена преку бендови како Електрични оргазам, Идоли, ЕКВ, Дисциплина, Кичме. А тука некаде се наоѓа и Party Breakers начело со Цане и Антон на рбетот на овој бенд кој функционира и ден денес. Цане човекот кој секогаш е без влакна на јазикот, кој секогаш сакаше да се конфронтира со публиката во првите редови, па и во задните на концертите, барем оние што сме ги гледале во нашиот град. Party Breakers се уште функционираат и се уште се атрактивни да се гледаат во живо. Свежи информации имам од Загреб, каде што пред некој ден бил одржан концерт токму со бендови кои моментно постојат на бивши југословенските простори. Party Breakers настапиле како последни и кога некој новинар го запрашал Цане како е задоволен од групите кои претходно свирале, тој рекол, па да, им благодарам на предгрупите пред мене, ние сепак бевме главен бенд вечерва. Од секојаш имал специфична смисла за хумор, инаку Party Breakers навистина беа актуелен бенд кој од секогаш сакаше да направи добра свирка, добар материјал, имаат десетина албуми зад себе. Ние се навраќаме на нивниот прв период. Ќе чуеме две теми од вториот албум, каде што се наоѓаат фантастичните Пут и Месечеви акчи, но пред тоа одиме со онаа тема во која се вели дека девојката на Џони е вечерва со нас. Стои Џони, ова се Party Breakers. 1, 2, 3. Мезанин. Слушай sada Johnny, Johnny, saslušaj me ti. Ako ne veruješ meni, kazat će ti svi da mene ona voli, to baš svako zna. Rekla mi je da sam deo njenog nežnog sna. Nikad nisam mislio na devojku tu, ali sada si da kažem volim, volim nju. Stoj, stoj, stoj Johnny, stoj, stoj. Stoj Johnny, stoj, stoj. Stoj Johnny, stoj, stoj. Stoj Johnny, stoj, stoj. Stoj, ne budi lud. Ne znam radi čega, rastavte se vi. Al to nije važno jer volimo se mi. Zagrljeni provodimo svaku noć. Ona za mene ima čudnu moć. Plave oči, crne kose i njen neki stas. Zavili su sve klince, pa eto i nas. Stoj, stoj. Stoj Johnny, stoj, stoj. Stoj Johnny, stoj, stoj. Stoj Johnny, stoj, stoj. Stoj Johnny, stoj, stoj. Stoj, ne budi lud. Stoj. Stoj. Stoj Johnny. Johnny, da li me čuješ? Da li me čuješ? Da li si stvarno tako daleko, Johnny? Johnny, pričam o tebi. Najbolje si izgledao od svih. Kraj priče si uvijek znao. Johnny, ali ja ti moram nešto reći. Mi smo porasli svi. Uvidjeli smo, Johnny, da smo veći od tebe. A tvoja devojka je večera sa mnom. Zapamti, Johnny. Stoj, Johnny, stoj, stoj. Stoj, Johnny, stoj, stoj.
2, 3. Mezzanino. FM. Mezzanino.
вечерово 153 од Мезанин се посетуваме на една фина стара приказна. Ги слушнавме Party Breakers со три теми од нивниот период од 80-тите и на некој начин изминатиот час ја разголивме белградската музичка сцена во текот на 80-тите преку неколку навистина клучни бендови. Сега се префрлуваме во Загреб, каде што во исто време исто така екзистираше една силна музичка сцена преку бендови како Прљаво казалиште, потоа Хаустор, тука беа и филм и секако Азра на чело со Џони Штулич. Инаку сета оваа приказна пред само 2 години на филм, еден филм документарец ја стави новинарот од Загреб Игор Мирковиќ. Среќно дете е насловот на овој филм, доколку не сте го погледнале, фина препорака, бидејќи навистина ќе ве врати во едно фино време. Вечерва поради мали технички проблеми нема да чуеме поголем дел од загребските бендови, меѓутоа тука се Азра ќе ги чуеме со 2 теми од нивни различни музички периоди. Прво одиме со политички ангажираната Катфазани Лете, а потоа ќе чуеме и Немири страст. Ова е Џони Штулич и Азра. Sebi punjena ptica, mogućnost prosvjećenosti, razlatne u beskraj žudlje za misijama. Miris zemlje, koncentrični krugovi gluposti, neznanja kao prstenje. Ono dalje ne razumijem, izgleda mi da je mrtva straža. Koliko demagogije sustavno poređane artiljerijske salve, koliko pokradenih misli za kojih ne stoji ništa osim mržnje, sujete vlasti, i koliko pokvarenosti treba da se izlije pred naše noge, i kako je do neprepoznavanja dovedena suština prevare. U samom početku i nije nužno da ne bude ponornica do kraja. Što se događa kad mrtvi fazani lete iznad naših glava? Kad mrtvi fazani lete, a nijedan ne pada. Očajanje zahvati ljudi, kad očajanje neupitno prelazi u kajanje. Gledajući iz daljine konture na sceni, padaju mi na pamet vodene bole. Umazane ruke, brzo se peru! Osjeti želju sebi negdje prije odlaska. Čija krv to kola venama hrabri kaži zbogom i nek te proguta noć. Snaga, snaga i moć
Ljubiš li me zadnjim naporom volje, upisat ću to kao svoju pobjedu. Od nebrojeno mogućnosti da se ubije čovjek, kaži zbogom i nek te proguta noć. Snaga, snaga i moć, čiju sam moću kriju mozak i tama, cijelom dužinom praznog hola. Na vjetru miris lavande izmešan sa zlatom i fragmenti ljubavi. I što god da se mijenja, isti su ljudi i neumitna pravda za slijepce u mraku i žrtve što tako lijepo pristaju kolažu na tom zidu Majesty. Hrabri, kaži zbogom i nek te proguta noć. Snaga, snaga i moć, kaži snaga, snaga i moć. Океј, ова е XU блог во вечерашниот мезанин. Символично го заокруживме со човекот што во себе има и македонски корени, Џони Штулич, за да преминеме во последните половина час преслушување на музика од бендови кои исто така екзистира во Македонија во периодот на 80-тите години од минатиот век, бендови кои исто така со својата музика придонесоа за сето она што се нарекуваше тогаш југословенска музичка сцена. Дефинитивно на врвот ги издвојуваме Архангел, луѓето кои да речеме дека релативно досна започна да се занимаваат и да издаваат музика. Ова го велам бидејќи нивното деби издание датира од 91-та година, беше издадено за нишката издавачка куќа Дом. Меѓутоа Архангел со своите 4 досегашни музички остварувања навистина се издвојуваат како бенд од Македонија кој дефинитивно остави печат и на бивши југословенските простори. Се подсетуваме на неколку теми од Архангел, од нивниот првенец, едноставно наславен како Архангел 1 од 91-та година. Ќе ги чуеме Исус и Молк, а потоа одиме и на Архангел 2, албум од 93-та година кој излезе за македонската радиотелевизија во вид на касета, за подоцна Lithium Records да ги издаде сите албуми на Архангел. Одиме исто така со две теми и од двојката. Ќе ги чуеме Човек без име и презиме и Разговор без смисол. Архангел. Tvoj, samo Isus za jedan dan. Tvoj, bolna straža, krsti prav, krsti prav. Tvoj, samo Isus za jedan dan. Uštedna želba, uštedna doza, nema bol, nema strah. Tvoj, bolna straža, krsti prav. Tvoj, bolna straža, krsti prav, krsti prav. Uštedna želba, uštedna doza, i nema bol, i nema strah. Krvavi danki, stakleni oči, rasme nasme. To evo rajot, tu se evo rajot.
samo Isus za jedan dan. To je, bolna straža, krsti prav, okrsti prav. To je, samo Isus za jedan dan. Uštedna želva, uštedna doza, i nema bol, i nema strah. Krvave danki, stakleni oči, rastrana smeh. To je morajo, to se morajo. Eden, dva, tri. Mezanin. Stvarno mi je potrebna, jedinstvena, događ znam, neka se tak postojan, a ja se zamolčam, ja si ne možem da zborujem, moj odgovore zaroben, to čuvstva tak. Może by si to ty. Koga sam kraj tebe, stvarnost ta ile mi je potrebna, jedinstveno, togaž znam, neka se tak postojam, a ja se zamolčam, ja si ne možem da zborujem, moje odgovore zaroben, dva čuvstva tak. Pogledam pred sebe, vidio okean od solzi. Moram, ja zaboravam. Posle svite ovdje, godin se pustište. Svetka nema, vinaka, svetka nema, vitina. Za nas
ne sjedam, neke predolgo su mogle. Negdje daleku, što podaleku od tebe. Negdje daleku, što podaleku od sebe. Zašto moram da zaboravam. Posle zida ovije godinice budiš me. Svetko nema vineta, svetko nema iznina. Za nas nema iznina. Za nas, za tebi i mene. Ti si čovjek koji kad zgasne sve dok malo trepetno srce to. Ti si čovjek bez ime i prezime. Ti si čovjek bez ime i prezime. Posle sita ovije godinice budiš me. Svetko nema vineta, svetko nema iznina. Za nas nema iznina. Za nas, za tebe i mene. Ti si čovjek koji kad zgasne sve dok malo trepetno srce to. Ti si čovjek bez ime i prezime. Ti si čovjek bez ime i prezime. Bez ime i prezime. Bez ime i prezime. Bez ime i prezime. Čovjek bez ime i prezime. Mezanin, mezanin, mezanin. Bilo koji i bilo što može da te zameni. No, nema ljubav koja može da te promeni. Svega znam, stop je samo način na koji ke umrem. I posle sita promeni, sve kad vidim prekrasno, a ja zvuk kako mi se kokaš. Ja stvarno nemam potreba da spijam s tebe. Besmisao. Razgovor besmisao. Ovaj razgovor besmisao je stvarno nemam potreba da spijem s tebe.
Ги слушнавме Архангел со по две теми од нивните два први албуми, едноставно насловени како Архангел 1 и Архангел 2. А македонскиот дел од Пеколот, односно од вечерашната наша приказна, ќе го заокружиме со уште три бенда кои екзистира на овие простори во минатото. За жал зад себе немаат носач на звук, меѓутоа Трот Рекордс во текот на 90-тите години издаде две интересни компилации, Macedonian Document Step 1 и Step 2, каде што собра вкупно 31 бенд на овие компилации како фина архива за идните генерации на овие простори. Значи вечерашна приказна ја завршуваме со македонска музика, поточно со бендот на Ристо Вртев пред да ги оформи Архангел и 0X, ќе чуеме прекрасната Сепак постои утро во мене, потоа одиме со Стружаните Телонаука совршена и фантастичната Страв и ќе ја заокружиме вечерашната наша приказна со Бадминтонс и прилично хепи темата Сите обични луѓе. Одиме. FM. Мезанин.
Strafe nade se ruše na nas. Strafe nade se ruše na nas. Strafe nade se ruše na nas. Srce to moje smrznako, sa žarnaj gori govor. Srce to moje smrznako, sa žarnaj gori govor. Sa žarnaj gori govor. Jedan, dva, tri. Mezanin. Ja znam da je glupost, ja znam da je stvar, ne verujem u čuda, ne verujem neka znam i da obični ljudi, da brkat vole sutra, pazat na sebe, a stojite presjan. Čiram svoj život i sretnem sud, mesta ga mi ne možem da izbiram, samo što imam i nemam, zakljam da zbijam, nego zaboravam. Vaše plik, vaše plik, vaše plik, vaše plik, vaše plik, vaše plik, ja znam da je glupost, ja znam da je son, ne verujem u čuda, ne verujem neka znam svi te obični ljudi, da brkat vole sutra, pazat na sebe, na svoj depresija. Čiram svoj život i sretan sum, mesta ga mi ne možem da izbiram, davam što imam i nemam, zakljam da zbijam, nego zaboravam. Vaše plik, vaše plik, vaše plik, ne sretan. Vaše plik, vaše plik, vaše plik, ne sretan.
Mezanin. Međuprostor na Radio Ravel. Muzička emisija Mezanin. Devedeset šest FM. Mezanin. Tukaj nekaj na minuta pred polnoč ga odjavujeme večerašnovo 153. retro izdanje na Mezanin. Se nadam, дека предходните 2 часа си доживавме во музиката која некогаш и се уште ја сакаме. Петар В. Георгиевски и Игор Ангелков беа на оваа фреквенција од 22 до полноќ. Репризата е во сабота од 21 до 23 часот. Ви посакувам пријатна ноќ и се слушаме повторно следната среда. Чао, чао. Britannia Hotel. That's the prostitution hotel.